Прво послание на апостол Павле до Тимотеј, 5 глава. Не укорувај старец, туку почитувај го како да ти е татко. Помладите пак како да ти се браќа. Постарите жени како мајки, младите како сестри со сета чистота. Вдовиците почитувај ги, но вистинските вдовици. Ако пак некоја вдовица има деца или внуци, тие најнапред нека се научат да го почитуваат својот дом и со тоа да им возвратат со дар на родителите своји, бидејќи тоа е добро и угодно за Бога. А она што е вистинска вдовица и останала сама, таа се надева на Бога и пребива во молитви и молења дење и ноќе. Но онаа пак што живее распуштено, таа умрела уште додека е жива. Порачува им го уште и тоа, да бидат безпорочни. Ако некој не се грижи за своите, особено за своите домашни, тој се одрекол од верата и полош е од безверник. Во попис да се запише само таква вдовица која не е помлада од 60 години, иако имала само еден маж. И има сведоштва за добри дела. Отхранила деца, била гостољубива, мила нозе на свети, ако им помагала на пострадани и на секое добро дело усрдно се посветувала. А помлади вдовици не примај, зашто кога страстите ќе ги одвратат од Христос, ќе посакаат да се мажат. Тие заслужуваат осуда, зашто ја отфрлиле порано дадената верност. Освен тоа, шетајќи од куќа до куќа навикнуваат да бидат безработни. И не само безработни, туку се и јазичарки, љубопитни изборуваат што не прилега. Заради тоа, сакам помладите вдовици да се мажат, да раѓаат деца, да бидат домаќинки и да не му даваат никаков повод на противникот за хулење. Зашто некој веќе скршна по сатаната. Ако некој верник или верничка има во куќата вдовици, нека се грижи за нив, за да не се товари црквата, па да може да пригледува вистински вдовици. А презвитерите, што добро извршуваат својата управителска служба, нека се достојуваат со двојна почит, а најмногу пак оние кои се трудат во словото и во поуката. Зашто писмото вели: не заврзувај уста на вол кој врши, и работникот ја заслужува својата плата. Обвинение против презвитери не прифаќај, освен пред двајца или тројца светоци. А оние што грешат, искарај ги пред сите, па и другите да имаат страв. Те заколнувам пред Бога, пред Господ Исус Христос и пред избраните ангели, да го пазиш ова без предрасуда и ништо да не правиш по пристрасност. Раце на никого не полагај пребрзо, ниту пак на туѓи гревови да стануваш соучесник. Пази се себе чист. Не пи само веќе вода, но употребувај помалку и вино поради стомакот и честите боледувања. Гревовите на некои луѓе се јасни и однапред ги водат на суд, а на некои понив одат. Исто така, и добрите дела се јасни, а оние што не се такви не можат да се сокријат.